почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани пратеници, ваши екселенции, представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, почитувани градоначалници и советници од другите општини, почитувани гости, почитувани сограѓани, почитувани дами и господа. Струмица, низ своето многовековно постоење, поминала неброени делници и празнувања, многу празници, но нито еден празник не ги исполнува толку срцата и душите на струмичани, како денот денешен, во кој ги празнуваме и чествуваме основоположниците на нашиот духовен идентитет. Денес се навршуваат 1656 години од денот на погибието на светите 15 тивидополски свештеномаченици, на оние 15 светители кои го просветлија името на нашиот град, оставајќи длабоки траги во христијанското живење на овие наши простори, но и многу пошироко. Се навраќаме 1 милениум 6 векови, 9 децении и 2 години до моментот кога безбожниците кренаа рака на Божите следбеници и сејачите на семето христијанско. И пак го дочекавме тој ден со слава и почит, кога црковната камбана повторно ни даде до знаење дека треба да и бидеме верни на традицијата и на верата наша христијанска, повикувајќи не во храмот кој го носи името на боголюбивите свештеномаченици, за да направиме длабок поклон пред нивните животи и дела, оти тие се најзаслужните за нашите длабоки духовни корени. Тоа го правеле генерации и генерации наши сограѓани, тоа го правиме и ние, а ќе го прават и струмичени кои доправа треба да се родат. Се дури постои овој град, се дури вредностите и традициите се пренесуваат од колено на колено, ќе постои и негувањето на култот кон светите 15 тивидополски свештеномаченици. Кога се празнува овој ден, тој се празнува со сето свое битие. Кога се празнува овој ден, треба да празнуваат сите човекови сетила. Да се види со очи празничниот собир на благочестивите граѓани возлюбени во Христа, да се слушне словото за мачениците од Божите служители, да се помири са темјаното од празничната церемонија, да се вкуси на фората и виното и да се допрат зидините на храмот и иконата на мачениците, а потоа со шестото сетило кое е сокриено во секој од нас, да ја почувствуваме целовитоста, значењето и големината на овој денешен празник. Таа чест и тоа задоволство го имаме само ние, оти ние сме имале таа среќа да се родиме или живееме во овој град и да чекориме по оваа родна грудка по која чекореле светите 15 тивидополски свештеномаченици. На тој начин, секој од нас го носи и аманетот и белегот од апостолите, како свој печат на постоењето, како генетски код кој ни е дар од Бога. Тоа е наше наследство од предците кои сме должни да го оставиме и на идните струмички поколенија. Со вера во традицијата и духовните вредности ќе останеме горди на заштитниците на нашиот град, оти тој град е наше вчера, наше денес и наше утре. Почитувани гости, почитувани сограѓани, денес по кој знае кој пат повторно си препомнуваме и се поклонуваме на Теодор, Тимотеј, Комаси, Евсевиј, Петар, Јован, Сергеј, Теодор, Никифор, Василий, Тома, Јеротеј, Харитон, Данаил и Сократ, на 15 чисти боголюбни души кои настрадаа на денешен ден во името на Христа, но и во името на сите негови тогашни и идни следбеници. Благодарни на нивната жртва и на нашата вера, која ни ја додржале до денешни дни, должни сме барем накусо да се подсетиме на историските фактографии кои се однесуваат на светата мисија на свештеномачениците. Во името на владењето на Јулијан Отстапникот, по негова наредба,
бил извршен голем притисок врз граѓаните од империјата да се откажат од христијанското учење и да им се вратат на старите пагански верувања. Оние пак, кои не сакале да бидат покорни пред таквиот указ на император, останувајќи и верни на љубовта кон Христа, биле безмилосно угнетувани и прогонувани. Возлюбени во Христовата вера и со цврста решеност да се отстои во својата света мисија, епископите Теодор и Тимотеј и монасите Комаси и Евсеви решили да побегнат од Никеја и да побараат добро место за ширење на христијанството. Епископот Теодор бил познат по тоа што во 325 година бил учесник на Вселенскиот собор во Никеја. Четворицата напрви побарале прибежиште во Солун, кај што имале намера да продолжат да ја шират и проповедаат христијанската љубов, но им било речено дека таму се уште не се созреени услови за тоа, па им било предложено да отпатуваат погоре до Тибериопол, денешна Струмица, каде веќе постоеле николци на христијанската вера. Така и се случи. 20 епископи и 20 монаси дошле на оваа нашиот плод, каде наишле на срдечно добре дојде од местното население. Ним веднаш им се приклучиле тогашните тибериополски свештеници Петар, Јован, Сергеј, Теодор и Никифор, дјаконите Василий и Тома, монасите Јероте и Харитон и Данају и Мирјанин од Сокар. Така започнала нивната заедничка активност да ги задоволат потребите на жедните и гладните за Словото Христа. Нашиот град станал вистински центар на христијанството. Дека било така, потврдува житието на свештеномачениците во кое меѓу другото се веде. Тибериопол достигнал да стане како некоја кула од секаде видлива која раздавала светлина на верата и на другите градови на запад и ги враќала од мракот на заблуда до оние што се наоѓале во длабокото море на неверието. Таму исто така ќе ги пронајдеме и зборовите. Идолската лага и злочестието го разобличија и Христа го проповеда победниците на смртта најсвештените. Канонот на светите 15 тибериополски свештеномаченици ќе рече: Тиверискиот град и сета негова околина, мудри од идолската прелест кон светлината на богопазението, ги водеа и со чуда и слова прелеста ја изгонивте. За успешната христијанска мисија на 15 Божји апостоли разбрал управителот на областа со седиште во Солун, па издал наредба да бидат фатени и погубени. Се случило тоа на денешен ден во 362 година. Телата на масакрираните свештеномаченици биле достоинствено погребани од тибериополските христијани, секој во посебен ковчег од камен, а нивните гробови биле дарувани од Бога со чудотворна моќ, од која многу болни заздравуваат. Подоцна кога градот бил нападнат и разорнат од аварија, гробовите на мачениците биле опустошени и повторно затрупани, но подоцна костите на мачениците биле собрани и повторно погребани во ново изградената црква во нивна чест во градот Прегалница. Моштите на тибериополските свети апостоли и понатаму зрачеле со исцелителни спас за многу луѓе. Сведоштво за таквите чуда постои и до ден денес. Тоа е одсечената десна рака на свештеномаченикот Петар, која се чува во црковниот храм во градот Кукуш, која исто така има исцелителна моќ. Во чест на светите 15 тибериополски свештеномаченици, боголюбивите граѓани во Струмица одамна подигнале Божји храм, кој го носи нивното име и представува катадневен душевен вентил за молитва и исповед. Така е денес, но и години наназад. На тоа не подсетува канонот на мачениците во кој се веде. Кладенец на чудеса и извор на безбројни исцеленија, река на благодет и очистување на душата, храмот е на светите 15. Дојдете верни во него да се просветите. Денес, на денот на погибието на заштитниците на Струмица, имавме повод повторно да се просветлиме. Денес повторно имавме можност да си припомниме насајачите на семето христијанско, на оние кои во името на Словото Божие
ги положија своите животи пред 1656 години. Тоа ни дава до знаење дека имаме добра причина да се чувствуваме среќни и горди. Тоа ни дава на знаење дека нашата вера, а и ние самите, не сме дрво без корен. Напротив, нашето духовно постоење наликува на бујна вегетација од стебла кои имаат длабоки корени, од кои катадневно покрај нив никнат и млади фидањи од истата сорта. Ете така, љубовта кон традицијата и духовните вредности обстојуваат повеќе од 16,5 векови, пренесувајќи се од колено на колено. Кога зборуваме за љубовта, тогаш мислам и на љубовта кон нашиот заеднички град. Љубовта кон Струмица, која подеднакво ни припаѓа на сите, како што и сите ние подеднакво и припаѓаме нејзе. Таа взаемна љубов мора да биде искрена, вистинска, безусловна и недвосмислена. Струмица треба и мора да биде наш примарен интерес, а нашите индивидуални интереси треба да останат секундарни. Притоа, секој во свое време и според своите можности треба да остави свој белег за ред, мир, хармонија, благосостојба и прогрес на градот. Оти овој град е наш град, град во кој заспиваме, град во кој се будиме, град во кој екзистираме и обстојуваме, град во кој ги растеме нашите деца, град во кој го споделуваме и доброто и злото, и во кој и се радуваме и тагуваме. Сите ние носиме своји имења и презимења, но сите ние имаме нешто заедничко, а тоа е Струмица, поради кое се нарекуваме струмичани. Да се биде струмиченец, значи да се сака Струмица, затоа што вреди да се сака и вреди да се работи за неја. И ако светите 15 тивриополски свештеномаченици ги прогласивме за заштитници на нашиот град, тогаш ајде заедно со нив да си ја дозаштитиме и да си ја доизградиме и да ја доразобавиме нашата Струмица. Тоа секогаш треба да го правиме со љубов, но не постои вистинска љубов кон градот ако не постои љубов меѓу нас сами. Токму затоа време е да престанеме да се оттуѓуваме. Време е да му се вратиме на човекот во нас. Време е да го рестартираме заедништвото, пријателството, толеранцијата, милосрдието и сите останати општечовечки вредности. Струмица, тоа го очекува од нас. Струмица, тоа го заслужува. Струмица е секогаш подготвена на љубовта да ни возврати со љубов. Но кога зборуваме за нашиот однос кон наследените вредности, мислам дека сите ќе се сложиме со потребата да сториме баждирање на кантарот за да направиме своевиден баланс помеѓу минатото, сегашноста и иднината. Таквиот баланс ќе ни даде до знаење дека паралелно со негувањето на старите традиции мора да ги прифатиме и вредностите што ги носи новото време. Не смееме да бидеме само заробеници на минатото, туку да ги ползуваме нештата кои се белег на новото време, време кое носи напредок и успешно креирање на иднината. Тоа подразбира дека треба да фатиме приклучок кон современиот свет, а за таквиот приклучок наместо да каскаме, мора да се галопираме и како заедница, и како општество. Прифаќањето на позитивните нишени кои отсликуваат физиономијата на Европа и светот во денешни рамки само после ќе значи прифаќање на прогресот како наша заедничка цел без алтернативи. Сериозниот стремеж на европеизација кој се прави во нашата земја е стремеж за напредок во економијата, здравството, правдата, образованието, културата и во сите останати области. Притоа сите релевантни чинители во државата, но и ние на локално и регионално ниво, треба да го дадеме својот потенцијален максимум за да ги достигнеме стадиумите на развој кои ги посакуваме. Од друга страна,
Важна е и улогата на секој поединец, на секој граѓанин. Мора да се менуваме самите, за да ги менуваме севкупните состојби. Само така ќе успееме да бидеме достојни партнери на оние кои покрај секојдневната размена на стоки, идеи и капитал разменуваат и културни вредности во сите можни форми. Ние тоа го можеме ако се поставиме високи достреби без медиокритетски особености. Во потрега по вредни нешта, сепак мора да знаеме дека нема ништо повредно од денес. Затоа да го возлюбиме денот денешен, празничен и да уживаме во неговата светост. Нека ни е честит денот на заштитниците на Струмица, нека ни е благословен споменот за светите 15 тивреополски свештеномаченици, нека ни е вековита нашата Струмица. Ви благодарам.